Во студиото со уште убава енергија, со млади дечиња, секоја чест Слободанка за изборот денешен, ни донесоа ведрина во студиото. Еве сме. Дечињата џудисти од супер џудо клуб во Скопје, Карпош, добитници на многу државни меѓународни признанија. Еве, тропкаат со медалите. Да, медали, тоа не е една, туку знаеш ли колку ги имаат на нив? Да, мене ме чуди како толку нежни, крепки, а тие знаат да тренираат џудо, но ми кажаа тренерите дека џудото не е тепање, туку е техника, користење на техника. Така е, ке зборуваме за тоа, како што кажа Оливера, имаме прекрасна и преубава енергија со овие прекрасни деца од Супер џудо клубот. Задоволство ќе ми биде да разговараме токму на оваа тема и со нашите исто така прекрасни гости од таму, тренерите, господин Слободан, мој имењак, и Ана, така? Вашето презиме? Слободан Тодоровски. Тодоровски и Ана Марија Трајчевска. Ана Марија, колку убаво име тоа. Две имиња во едно и тоа најубавите. И како што си и ти убава. Благодарам. Ана Марија, добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Секако задоволство ми е, меѓутоа имаме ние со што да се пофалиме. Јас кога ги забележав, односно кога ги погледнав овие пресладки дечиња кога ни пристигнаа во Алфа и кога забележав со колку медали тие се накитени, секоја чест за успесите кои што ги достигнуваат и зошто е, ајде, ќе почнеме од Ана, зошто е, Ана, важно џудото? Што тебе џудото во животот ти допринесе за полесен пат, вака да го изодиме? Џудото не е само спорт. Џудото е една дисциплина каде што силата не е најважна, физичката сила. Многу побитна е техниката. Кога си на татамите, учиш како да паднеш, повторно да станеш. Како и во животот. Така, се разбира. Како да го следиш движењето на противникот и да го искористиш, односно силата на противникот, како да избегнеш захват држење. Тука исто така со сите тренинзи што ги правиме, битна е рамнотежата, координацијата на детето, мотивација. Ти потврдуваат, да, така е. Сонца. Мотивацијата. Џудистите имаат карактеристика на истрајност, како на татамите, така и во животот понатаму. Колку е важна, значи? Така. Џудото не е само боречки спорт, туку тоа е систем за развој на целиот карактер на детето. Значи, тебе ти помогна многу во понатамошниот тек на животот, така? Многу ми е драго што го слушам ова, затоа што немаме стереотипи во боречките вештини. Дали е момче, дали е девојче, имаме сега добро повеќе момчиња во ова утро, и имаме и прекрасна еве девојка, веќе да, уште малку и девојка ке е, девојче. Меѓутоа, еве, ке ве прашам и вас исто така, вие сте веќе долги години со џудото, како што ве прашав, и од исто како нив, од толку мала возраст до ден денес. Така. Ајде само накратко и за вас, што најмногу допринесе џудото за вас во вашиот живот, конкретно? Да, секако, би сакал да кажам дека јас почнав да се занимавам со џудо во 1974 година. Далечната, јас уште не бев. Така е, далечна, така е. И веќе со моето образование или по завршувањето на основното училиште, заминав во тоа време во средно војно училиште на Војна академија и таму имав прилика да продолжам со џудото. Навистина, џудото беше инспирација и дел од животот од мене. Како што кажа Јана, џудото содржи 3 компоненти, тоа се развивање на физички способности, на психолошки способности и секако на морални животни вредности. Ке кажеме 3 во едно и тоа многу важни сегменти од животот. И џудото, значи, не е само спорт, тоа е, значи, начин на живот. Секаде каде го практикував, да кажеме, надвор од Скопје, во Сараево, во Бања Лука, во Белград, во Нови Загреб, во Калифорнија, Монтереј. Значи, сегде ве гледаат со други очи, бидејќи
Джудото со себе носи многу одговорности, односно вредности, како што се почит, И учиме на дисциплина. На дисциплина е обавезна, значи самодоверба, сигурност. Она што е важно, ние бидејќи повеќе работиме со децата, ги учиме како да ги контролираат емоциите, бидејќи децата се во контакт под одреден притисок, адреналин, и полека преку тренажниот процес помагаме како да се соочат. Но сега нас не се многу тие возбудени. Така, сега тука нема помагање околу оваа емоција која што ова утро ја имаат. Радосни сте што сте на телевизија. Ајде да ги поздравиме баба и дедо. Јас сум сигурна дека не гледаат. Големи поздрави со кафенце, сега си викаат леле, нашите прекрасни внуци, еве ги. Мојот внук, мојата внука. Сега, кажете ми, ајде микрофончето е кај тебе. Накратко, од кога сме со джудото? Јас джудото го тренирам... Што кажавме за микрофонот до устата? Јас джудото го тренирам 4 години. 4 години. И сме многу успешни, медали имаме? Да. Браво. И какви медали имаме тука во Македонија, надвор? Во Македонија. Во Македонија, да. И продолжуваме понатаму со джудото. Да. Еве кажуваат тренерите дека од мали нозе тренираат и тие, така и ќе продолжиш и ти, сигурна сум, како и твоето другарче. Ајде сега малку да ве представиме, името и твое. Моето име е Огнен, се презивам Фидановски и учам во училиштето Лазо Трпевски. И јас сум 4-то одделение. Браво, Злато. Ајде сега и следното детенце. Сите да ве представиме, кога веќе се ни нагости. Кажи го твоето име. Моето име е Ведран Манелов. Ведран, имаме медали. Сите сте со медали, зборувајте за медалите, пофалете се. Јас имам освоено медал на државно и на меѓународно првенство. Браво, секоја чест и продолжуваме со джудото и понатаму. Многу го сакаме джудото? Да. А тренерите? Многу. Браво. Ајде. Јас учам во школата Војдан Чернодрински и сум 5-то одделение. И многу сакаш природни науки, слушнав. Не ќе ми. Добро, кој ти е омилен предмет? Омилен предмет ми е физичко. Нормално, браво за омилениот предмет. И на мене ми е бил омилен предмет физичко. Ајде сега на девојчето да видиме што ќе ни каже. Здраво, јас сум Мила, имам 10 години, доаѓам од училиштето Коля Неделковски, сум 4-то одделение, имам освоено 4 медали. Добро. 5 односно. И многу сакам да вежбам джудо, бидејќи ме прави да сум дисциплинирана. Но и силна. Да, храбра, посилна. така? Да, Полна со себе, самодоверба си имаш. Да. Да, не сме никој да те пипне. Кој ти е омилен предмет? Омилен предмет ми е природни науки. Со другарчево некако не ви оди баш муабетот околу природни науки, но добро е, барем за джудото ви оди, така? Да. Добро, ќе поздравим по природни науки учителката? Уствари едната е во моментов, така? Кој одделение рековме? 4-то. Добро. Ајде сега следното детенце да го представиме со прекрасната фризурка. Јас се викам Марко Џокич, Марко. имам 9 години. Тука тренирам 4 години и доаѓам од школата Киро Глигоров, сум 4-то одделение. И мојот омилен предмет ми е ликовно. Ликовно, ти уметник е би... Леле, уметноста со спортот. Колку интересен спој. Кажи ми за медалите, брзо фали се, брзо. Пофали се за медалите. Имам 2 златни медали, Добро. 3 сребрени и 1 бронза. Каде, на кој надпревари тука кај нас, меѓународни? Кај нас и сум бил во Србија, и таму не освоив ништо. Добро, меѓутоа се надпреваруваше, има време, ама ти овие медали кои што ги освоивме, колку ти се на број? Рековме? 6. Добро. Ајде. Сега следното другарче од джудо. Јас се викам Димитар Марковски, тренирам скоро 6 години спортот, а го сакам дека ме прави храбар и имам 10 медали и се учам во школата Блажа Коневски и омилен предмет ми е математика. Браво за ова што го слушнав, некој да ја сака математиката. Ајде побрзо и на следните дечиња, за да поразговараме и со тренерите. Меѓутоа и вие сте многу важни да ве има на телевизија и во кадар и да ве запознаеме. Ајде. Не знам што кажам. Па твоето име и презиме. Микрофонот до устата.
Како се викаш? Давид Стојановски. Джудото го сакаме многу? Да. Колку медали имаме освоено? 12. 12 медали! Браво, и тука и надвор. Да? Секоја ти чест. Колку годинки имаме? 10. Ке продолжиме, рековме, со джудото и понатаму. Така си го сакаме многу джудото. Да. Така, ајде и на следното другарче микрофончето. Моето име е Ерик Антон. Ерик. Јас имам 5 бронзи медали и 2 сребрени медали и 1 златна. Браво. Ја тренирам скоро 5 години на джудо и го сакам джудото бидејќи учиме техники и ако некој проба да не нападне, само да се одбраниме. Само нека проба, ако сме. Така? Седи си мирно таму. Ајде сега и моето тука. Добро? Јас учам во Лазо Трповски школото и мојот омилен предмет е математика. И тебе ти е математика, Ерик? Ама многу убаво име имаш ти, филмско, холивудско. А и таков ти е изгледот. Ма сите сте убави. Ајде микрофончето сега до тука и ова другарче не смееме да го заборавиме и запоставиме во никој случај. Што ти значеше ова вака? Тоа кога победуваме нешто и навиваме или што правиме? Само така си правиме со Ерик и Давид. Тоа ви е некоја ваша, да кажам, заедничка нешто. Што е тоа, кореографија, кога сте на некое навивање или онака? Пример, како Ерико ќе дојде кај нас на гости И си играте. Тоа го правиме. Одлично, како се викаш? Никола Стојановски. Никола, колку години имаме? 12. Тебе можам да... Леле, ма овие многу тешки се за да ги носите, меѓутоа ваши си се. Имаме освоено исто многу медали. Јас сум освоил 3 први места, 1 второ и 5 трети. Браво! Аплауз еве од мене за сите вас. Ајде заедно за медалите кои што ги имате. Па вие сте прекрасни, да сте живи и здрави и да освојувате уште многу медали, посакувам. Ајде сега да се вратиме кај вас, тренерите, ова да се работи со деца, јас многу ги сакам децата. Тие ми се извор на преубава и прекрасна енергија, поготово вака во утринската програма, уште повесела ни е. Како тренери, сигурна сум дека и вие, и тие ви ја даваат енергијата, меѓутоа и вие им ја возвраќате. Кажавме зошто е многу важно джудото. Ајде малку и за клубот, Супер Джудо, за сите оние кои што сега во овој момент не гледаат, а сакаат исто да бидат дел од вашиот клуб, нешто повеќе за тоа што треба да сторат. Во врска со нашиот клуб и за активното практицирање на джудо, можам да кажам дека ние како клуб строго препорачуваме секој дете да се занимава со некој спорт. Спорт, така, убаво. Еден од тие спортови и по препорака на Светска организација УНЕСКО и на Советот за Европа е и джудо спортот. Ние сме отворени, тоа што е најбитно, дека децата кај нас во клубот се срекни, задоволни, поделени се во 3 групи, поделени се во 3 групи, во помалите 2 групи работи, значи и Јана се, Ана Марија се ангажира, пред се фокусираме преку игра и забава, вежби, полигони со препреки и после секоја совладана вежба кај децата на вистина се гледа. Имаме и видеа, може да ги погледнеме, ќе побарам од режија за ова што го зборуваме, да, верувам. Да, со тоа и добиваат само поголема самодоверба, значи веруваат во себе, значи дека можат. Понатаму низ разни вежби, пред се да кажеме туркање, да. Овие се, значи, веќе децата од нивна возрастна група. Треба да се напомене, джудото е корисно, бидејќи веќе се учат да се сочуват со одредени ситуации. Значи, под притисок, значи имаат од друга страна противник, тие се во контакт, се влечат, лево, десно, паѓаат. Тоа е позитивна особина, како што кажа Ана Марија. Понатаму, ги учиме да бидат смирени, како да се справуваат со емоции. Да, се случува да победуваат, треба да победуваат скромно, меѓутоа кога губат, да губат достоинствено и да сватат дека поразот не е неуспех, туку тоа е значи еден воспитен процес. После секој пораз да се исправат, да бидат посилни и да се справат со едниот предизвик. Многу убаво кажано. Исто така во нашиот клуб
клуб практикуваме и отворени денови за джудо. Тогаш и родителите доаѓаат да вежбаат со дечињата, да, заедно со децата и можат лично да се уверат прво за тренерите, кои се тренери, која методологија се користи. Понатаму може да си го видат своето дете како вежба, дали има некој напредок во однос на претходниот пат, така да дава многу можности за севкупен развој на една личност, не само како надпреварувач. Така, верувам. Ана, еве дово што имаме можност да го погледнеме, овие техники, убаво кажувате техники, колку тие внимаваат и се борат, меѓутоа и внимаваат како треба нели да ги употребат овие техники кои што ги научиле, за да си освојат еве медали, за да дојдеме до успех и така натака. Зошто ти се одлучи како девојче тогаш во тоа време за джудото? Најпрво, љубовта кон джудото и моите први почетоци ми ја пренесе мојот татко, кој е поранешен джудист. Со джудото, преку техники, прво се гради самодоверба. Ти помогна многу во животот? Така е. Ми помогна во самодовербата. Во нашиве простор има предрасуди, затоа дека джудото е машки спорт, но нема машки и женски спорт, постојат само можности, а джудото им ги дава на сите. Да. Преубаво. Еве ова што ги гледаме се сигурно и од надпревари, еве ги тука и со освоените како се китат медалите една по една и така се бројат 2, 3, 4, 5, многу ги имаме така освоено. Надпревари имаме, еве тука гледаме нели како се загреваат, како се вежбите претходно пред да започнете, колку е многу важно за телото, за духот исто како што споменуваме, од тоа што имаме можност еве да го погледнеме како се подготвуваат и вежбаат. Јас само прашав, може би гледачите ќе се прашаат, нема врска поделба со кимоната, плаво-бело, тоа не значи ништо. Да, само да потенцираме, нели, затоа што јас мислев дека има некоја, има поделба во надпреварувањата. Има поделба на десната страна и на левата, мора секој да биде со различно кимоно. Тоа се случува на поголемите надпреварувања, заради подобра прегледност на судиите. Така, да. Сега, кажавме дека имаме надпревари тука и во Македонија, меѓутоа освојуваме награди, што е многу важно, ја представуваме Македонија, меѓутоа и вие вашиот клуб Супер Джудо Карпош и надвор од нашите граници. Па иде малку и за искуството. Така, значи, нашата програма за обука опфаќа покрај редовни тренинзи, учество на домашни и на меѓународни надпревари. Обично учествуваме на покана на одредени клубови во соседни држави, како што се Грција, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина. Значи на Балканско. На Балканско. Моментално сме во преговори со партнер од Словенија, джудо клуб Бежиград, кој е најдобар клуб во Словенија, кој има одличен пример за работа со деца во школска средина. Така, например, во рамките на училиштата, они имат мини джудо школа, и што е таму значајно е партиципација или поголемо учество на девојчињата во джудо спортот. Како што напоменавме сега. Така, кај ниве таму негде просек околу 30%. Тоа значи дека ние сепак со джудото воопшто не се разликуваме ниту и од онаму каде што потекнува джудото од Јапонија. Така, да, основач е Джигоро Кано, од 1882 година, тој беше визионер и педагог. Од азијските боречки вештини, пред се од джиу-джитсу ги има отстрането сите опасни техники и сакаше да формира затоа живеа долго по 100 години во Јапонија. Бидејќи тој е начин на живот со строги морални и етички вредности. Така, многу ви благодарам. Дечиња, може ли нешто да направите сега за оваа наша телевизија? Сите на глас добро утро, секое утро да кажете. Ајде, 1, 2, 3 сега. Добро утро, секое утро. Браво! Ви благодарам многу што бевте дел од нашата утринска програма, па да се видиме повторно, вака да ни ја развеселите утринската. Да сте ни живи, здрави, многу награди да освојувате. Благодариме многу за поканата. Секако задоволство ми беше. Супер Джудо клуб Карпош Скопје. Така.
Ви благодарам за убавата енергија. Тешко е да се продолжи после ваков наплив на емоции, на вистина одлични представувања на нашите млади генерации, кои што видовте колку награди на која возраст освоиле, каде е понатаму во животот. Само ќе им посакам уште една нула пред, тоа зад сите оние бројки што тие ги кажа.